Добро вечер, добродојавте во ново издание на Капга со Иван. Вечерва повторно ќе упатам две пораки. Првата порака, пред да почнем пред да ја најавам мојата вечерашна гостинка, да му упатам уште една покана, нема да биде последна, пошто сум убеден дека ќе има потреба од уште покани на мојот личен неопеан юнак, фантастичниот интелектуалец од Македонија, гениалниот политичар Димитар Апасиев. Димче, ако имаш никтофобија, знаеш, страф од темница, разбира. Ако имаш клаустрофобија, ако имаш можеби кинофобија, пошто имам едно кученце дека во студиото. Ако имаш некаква друга или фуфкофобија, ако ти е страф од стравот, можеме да се договориме. Не можеш да доаѓаш тука кај мене, одбери едно од наредните среди во јуни, одбери дали сакаш да биде сценариото и сценографијата во само вистина или само интервју, јас ке седнам таму да си го направиме конечно јас и ти тој стар добар муабет како што го правевме во два наврати, се сеќаваш каде и кога, да ги запознаеме гледачите со своето гледање на минатото, со твоето гледање на сегашноста и историјата, исто така и со моите факти кои што ќе зборуваат нешто малку повеќе за тебе. Така да, ако е фуфка работава, не можеш да доаѓаш во ова студио, ќе се емитува во 18:30 на Канал 5, така да те мола бави си и дополнително, уште еден бонус за тебе, ќе ставиме во студиото уште 5 столчиња, останатите пратеници твои може да седат, да аплодираат, да довикуваат што сакаат да прават, ако сакаат да ме деранжираат, се со цел само сакам да те видам на Канал 5, поради тоа што излегуваш во парламентот и велиш дека ниедна национална телевизија не те кани. Препекав по тебе. Тоа е една работа за Димче. И одеме за втората работа, верували или не, после на емисија од минатата недела со господинот Бугарин, кој што беше господин Бугарин, со бугаринот Иван Динев Иванов, кој што беше во ова моје студио, каде што кажа неколку работи кои што се на граница дури и за до негирање на Холокаустот во Македонија. Добив писмо од Македонската патриотичка организација од Америка и Канада, од господин кој што му го заборев ник му беше името, мислам Стефанов дека беше презимето, кој што бара и сака да се дистанцира од ставовите искажани, а поврзани со МПО во емисијата од дотичниот господин Бугарин, кој што беше минатата недела кај мене. Во стилот на Бонафиде, го кажам тоа, дека тоа го направивме, го објавивме на сајтот на Канал 5, но морам да кажам тоа што ми го напишав нив, дека сметам во името на пријателството помеѓу двата народи, македонскиот и бугарскиот, би требало да размисла да се го променат името во БПО, во Бугарска патриотичка организација, што ништо добро не направиле според мое лично убедување, имам право на лично убедување, направиле за македонската кауза за сите овие децени и години како што тие битисуваат и функционираат од другата страна на барата, а вечера со мене е Фани Карамфилова Пановска. Добро вечер. Добро вечер. Се шинав зборувајќи, извини, ама знаеш како, подобро сега да си кажем ја што имам да си кажам, што после тебе тешко дека ќе дојдам до збор. Ке си одиме со ти или ке си пресираме? Па јас мислам да си го задржиме нивото на еден медиум кој што е најгледан во Македонија. Значи одиме со пресирање. Мислам да си разговараме на ниво адекватно за една ваква емисија. Академско ниво. Да. Господја Пановска, кажете ми, грешам ли ако кажам дека имате корени семени кои што потекнуваат од Егејска Македонија? Не, нема да ја сгрешите воопшто. Мојот татко е потекло од Егејска Македонија, од Лерин. Лично тој е од таму или неговите, вашите баби, дедо? Тој е роден кога пред почетокот на граѓанската војна, во 47-та година. Во кој дел? Леринско, баш така? Во Леринско, и баба ми тогаш, на почетокот на 48 практично, со него како бебе, 7-месечно бебе, пребегнува преку границата и доаѓа во денешнава Македонија, и од тогаш тој живее... Не рековте Северна Македонија, опа! И од тогаш живее во Растење, живее во Скопје. Во Скопје. Сега кажете ми, од таа позиција, и претпоставам дека генот и генетскиот материјал е таков каков што е, знам доста луѓе кои што дури имам едно кумство со луѓе кои што се од Егејска Македонија, и ја знам таа нивна траума, тој екзодус што се случил и таа една нивна трагедија која што е навистина траурна. Кажете ми, од таа позиција, пошто гледам дека генетскиот материјал е таков како што ми кажувате, како вие лично го доживеавте преспанскиот договор? Не ли се
нели делот на вашиот генетски материјал почна да се буни и да вели фани ти не можеш да кажеш Северна Македонија, а вие упорно тоа, што кажувате Северна Македонија, се прв пат ме фатив, ми е страх ке ве кара некој по дома, што кажувате Северна Македонија, тоа е нормално, нели ке ми речете тоа е уставното име на Македонија, но секој има право колоквијално да се ја нарече земјата, а да не бека далеко од вистината. Еве, например, знаете, американците дека својата земја не ја викат USA, викат USA, него US Department of Treasury, например, for example. Проработе ли кај вас едно мало човече внатре што кај сите тие егејци кои што се тука, кои што се сведоци, се уште има живи сведоци на таа драма, кај вас и да ви проработат некој пеперучиња во стомака, кажат чекате, ова не е во ред за нас? Видете, не, затоа што Преспанскиот договор, според мене, а и според многумина познавачи на меѓународното право, е еден меѓународен договор со кој што македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонскиот народ, оваа денешна Македонија е дефинитивно признат. Можам да споделам само во точно дефиниран дека на оваа територија во Република Северна Македонија живее македонски народ кој што зборува македонски јазик. И сега само ќе ви кажам еден не е тоа впечаток, не е тоа впечаток, тоа беше жива вистина. Ајде. Во периодот кога се случува акцентот ви лош, периодот. Во периодот кога се случува преговорите за Преспанскиот договор, роднините кои што живеат сега во Грција, вашите? Од мојата фамилија, да. Добро. Се јавуваа секојдневно да навиваат кога, откако веќе се откри условно кажано која ќе биде решението, кога ќе биде потпишан. Дента кога беше потпишан, во Преспа се јавија и кај татко ми дел од нив и кај мене, да кажат дека конечно се чувствуваат ослободени и дека ќе може да го зборуваат нивниот мајчин јазик, македонскиот јазик, токму во денешна Егејска Македонија. И ова е така, може да проверите, веројатно и други некои имаат слични искуства. Не се ни спомнам дека ова што ми го кажувате дека е тоа така. Така што, мислам дека Преспанскиот договор е еден голем дострел во релаксирањето на односите помеѓу нашата држава и Грција, а особено и поврзани со македонското малцинство во Грција, настрана од тоа што самиот договор, како што кажав, е еден државотворен договор, кој што не можеме после тој договор, ниту ние, внатре, ако некој од нас има се уште дилеми за својот идентитет, а уште помалку или никако, било кој од меѓународната заедница да го оспорува и нашиот јазик, и нашата култура, и нашата И вие сега сакате ме убедите дека до ден денешен од таа 2019 никој нас не се обратил различно од името, односно користејќи именката македонец или македонци, и македонски јазик како дефиниција за нашиот јазик, сигурно се во што го кажувате. Треба да ви покажеме едно 15 фотографии да видите дека не нарекуваат се повеќе северно македонци. Видете, меѓутоа кога сум имала јас случај, не случај, само јас да ви кажам сега. Имала случај во моја професионална кореспонденција, дури и наши јавен сервис на радио телевизија Србија, јавен сервис на Хрватска не нарекуваат спорадично, не постојано, морам да ви видам, но се повеќе и повеќе северно македонци. Меѓутоа тоа не е согласно договорот. Тоа не е согласно договорот. И кога ќе им посочите дека согласно договорот. Ама вие посочивте ли? Еве ќе ви дадам неколку скриншотови од сајтот на ХТВ, ќе им пишете ли вие да кажете јас не се согласувам, молам коригирајте. Па да, би им пишала, не сум ги видела тие на кои што алудирате. Па не алудирам, тоа се факти. Меѓутоа, согласно договорот, апсолутно придавката северно македонци не постои. Името Северна е само за името на државата. Знаете ли, бугарите во бугарските медиуми, не зборувам бугарската елита политичка, истаблишментот, зборувам бугарските општествени работници, политички работници, северно македонци. Мислам, да ми верувате дека и тоа намерно го прават. Знаете дека тоа нас не заболува, и тоа намерно го прават. А знаете зашто го прават? Затоа што прават кованица што е секогаш логична
затоа што националноста произлегува од името на државата. И како да ви кажам се, малку. Знаете како? Затоа ме чуди како тоа човечето кај вас онај гејчето внатре во стомакот не Па проработува. затоа што јас знам дека сум македонка. Ама јас знам дека сум Не, македонец, јас знам ама дека други сум ме билат не сум. македонка и знам дека сум јас различна и од бугарите, и од србите, и верувам и во својата култура и во своето потекло. Точно знам до пред 2 колена, не повеќе 3, дека биле моите дедовци и прадедовци македонци. И кога човек е уверен и убеден во тоа што е, јас, тоа е моја животно мото и девиза. Не гледам зошто има потреба да се чувствува повреден кога некој се труди намерно да му го оспорува тоа што е. И мислам дека на оваа тема нам, зборувам сега како етнички македонци, ни треба една многу поголема самодоверба. Грешите тука. Ние сме Не, не. македонците многу Не. полни сме самодоверба. Не, Инаку не да ви во обстоиле во сите оние предизвици од 91 наваму, да ми верувате. Самодоверба во смисла на тоа кои сме и што сме. И дека нашата посебност, нашиот јазик, нашата култура, нашата традиција, не може никој да ни ја одземе, Ама, госпоѓо- доколку ние, Госпоѓо Панов, доколку ние, Одите ли во Грција? да, Често? па релативно често. Ја одам често, може да му кажам, еднашко во 2 месеци, тоа за мене е често, да кажам. Сте нашли некаде во некоја продавница, сега зборувам за ordinary people, нели, но зборувам и институционално. Сте видели некој автознак кој што ќе анотира нашата земја следствено на договорот? Пакта sunt servanda. Велиме, нели, договорите мора да се почитуваат, како што ти има една за мене артифицијална хистерија кога председателката Гордана Силјановска-Давкова го даваше зборот како председател, нели, инаугурацијата во собранието за, ако кажа, Македонија. Сошто, не знам дали сте се враќали некогаш преку граничниот прелим за Дојран-Дојрани, за да видите дека се уште стои Дојран Југославија. Знак. Да не ви кажам дека пишува Евзони Скопје. Тој е најголемиот номенсленд во историјата на човештвото, 154 километри. Евзони, ако е, треба да стои Богородица. Тоа се двете места кои што се најблиску Називот на граничниот прелив. Едната и другата страна. Сега да ве прашам, сте поминали ли на едни од улиците на Солун? Имате еден преведувач, стално поминувам и се смеам. Ми слушате сега што вика, преведувам на грчки напишано, чак пат нешто ќе подразберам. И ги набројува називите и имињата од кој јазик преведува. А доле има превод на англиски, значи горе ги наредува на грчки и вика јас преведувам од српски, бугарски, англиски, француски и вика Скопјанос, а доле вика ги набројува сите, ама го нема Маседонија. И се вие ми велите дека ние треба да сме полни и горди со нашите срце и души, дека сме направиле фантастичен договор, затоа што ние знаеме што сме. Па и без тој договор, госпоѓо Пановска, јас точно знаев што сум. Немаше потреба вие никако како вашата партија да ми потврдите дека јас сум македонец. Ама ич немаше потреба. Вака сега. Јас не велам дека нам не требаше договор за да ние самите на себе си потврдиме кои сме. Кому требаше? Напротив, говорам за тоа дека договорот само во меѓународни рамки ги бетонира тие наши права и таа наша реалност, на нашето постоење и битисување. И кога велам треба да имаме самодоверба, сакам да кажам дека кога ние нема да имаме комплекс од ваквите колоквијални... Ама сега бе молам, сега ме навредувате и мене. Значи, јас сум искомплексиран лик за вас, така? Ја имам комплекс. Не сакам тоа да го кажам. Ја навредувате една огромна популација во Македонија кои што се навредени. Не, јас зборувам за себе. Па кажете вие дека може ли вака? Не, немам комплекс. Тоа сакам да кажам. Тоа не имплицирате дека јас имам комплекс. Не ви имплицирам јас вам. Јас само велам дека доживувам, јас би се доживеала себе си, ако тоа така ме погодува и ме повредува, во ситуација кога имате договор, не тоа само меѓу Македонија и Грција во случај, тоа е меѓународен договор кој е депониран во Обединетите нации и апсолутно спонзориран и од Соединетите Американски држави, од Европската унија и така натаму, дека тоа е за нас пемпелето со кое што пред светот, а и пред сите овие случаи кои што ми ги кажувате или инциденти, можеме да кажеме, видете тоа не е тоа така.
И сакам една друга работа да кажам во тој контекст. Во ситуација кога тоа важи и за во животот, во секојдневието, а особено важи во меѓудржавните односи. Ајде. Кога имате една ситуација на асиметрија, кога во една релација од оправдани или неоправдани причини не сте рамноправни или не сте еднаква, слушајте ме, не сте рамноправни. Еве формално зборувам, држави членки на Европска унија во случајот. Значи правите класичен екземплар пример. Добро, ајде. Да. Тоа што мислам дека треба да го демонстрираме. Тоа велам јас поаѓам од тоа како јас во животот настапувам. Дека ние може да излеземе појаки од таа ситуација само единствено ако демонстрираме знаење, ако демонстрираме мудрост, ако демонстрираме компромис, односно разбирање, како да речам, разбирање свесно што другиот говори или сака да направи, и ако сакате, ако демонстрираме авангардност. Само тогаш помалите во такви ситуации може да излезат победници. Значи со многу знаење, со многу мудрост, со многу упорност, со многу работа и со авангардност. Ајде сега вака. И тоа Република Македонија го има показано Република Македонија што е во тебе караат. Денешна Република Северна Македонија, која што е од 2000. Дајте ми е таа пановска што ја знам, немојте се вака сори што вика Република Македонија, не ја знам таа. И Република Македонија претходно, го покажала и го докажала. Ај се вака. Низ историјата. Ај се вака. Авангарда. Благодарение на тоа имаме држава и имаме тоа што денеска се нарекува Може да ви кажеме на работа. Знаете ли зашто благодарение на што имаме ние држава? Благодарение на тоа што овој напатен народ, кој што е напатен, последната историја и последните историски збиднувања кои што се документирани и нотирани во книги е Втората светска војна. Овој напатен народ, да тргнеме од 45-та, да ќе одиме по наративот на бугарите дека ние сме измислен народ кој што е конгломерат или ако сакате повеќе Франкенштајнова конструкција помеѓу Белград и Москва, ние сме од 45-та. И таа е така. Овој напатен народ пропатил многу повеќе од тоа што вие и јас можеме да го замислиме. Да ми верувате во ова што ви го кажам. Многу повеќе. Сакате 91-ва осамостојувањето, тоа воопшто не беше лесно. Сакате збиднувањата кои што се случува во Гостивар. Не беа воопшто лесни. Прв пат некој да развие албанско знаме, се сеќавате претпоставувам на тоа на општината. Сакате Битпазар, сакате 2001 година, сакате режимот на Груевски, кој што јас ви кажам искрено, режимот на Груевски. Сакате ветувањата на подвајца вработени, секој вработен од секој семејство на Бранко Црвенковски. Сакате се живо што не се случувало. Во меѓувреме, во овој сегмент што ви кажав, сменивме се што некој човек можел да замисли, што не можел ни да сонува. Име, презиме, аватар, пари, облека, што се не сменивме. И сега јас ве слушав, слушате ме вие мене, сакам да дојдам до поентата околу вашата авангардност, што вие слушам и вие гледам во вашите очи. И сега ние доаѓаме, ние подпишуваме договор со Грција, што мислите вие? Кажете ми, мислите ли дека оваа понуда, ваква како што е подпишана за целосно употреба на името Северна Македонија и во домицилна употреба, во институционална, затоа што за другата немаме облигација, ја немам облигација по Канал 5 како приватен ентитет, пошто не сум финансиран од државата, нели да го користам името Македонија. Немате ни вие, но вие се пречанисувате, денеска не знам што вие, не бе пропознава. Мол? Не, не сакам да се согласам со тоа дека јас се северџанисувам или дека го користам името. Немаше ни едно интервју, да ви кажам, ве гледав кај мојот колега Гоце, ве гледав на 360, ке искористам некои прачиња таму и ве гледав на 24. Јас кога се подготвив, тоа е уставното име. Јас настапувам од позиција на заменик претседател на политичка партија, на најголемата опозициона партија. Значи партијата се финансира од државата и формално да, се настапува, кога се настапува... Финансирате ли од државата? СДСМ?
Па согласно законите за финансирање на политички партии, Се финансира, така? Меѓутоа ние се викаме Социјалдемократски сојуз на Македонија. Па зашто не се го смените името во Северна Македонија? Па затоа што апсолутно нема никаква потреба Грешите. Социјалдемократски сојуз. Требате затоа што се финансирате од државата. Еве гледате, ја успорудите се човек што завршил филозофија, Меракле бил на логика и го интересира многу правот и законите. Вие имате врска да го смените. Што да го смените? СДСМ, тоа Видете, тоа е дебата која што треба да ја водат. да се вратиме на приказката на вашата авангардност. И доаѓаме ние до моментот на да, доаѓаме на моментот, мислите дека никој предкошно ни Бранко Црвенковски, ни Љупчо Георгиевски, дури се мислите Љупчо и Никола Груевски не можел да прифати една ваква понуда, тие понуди постојано било. Ние сме сега од оваа временска дистанца сведоци. Зарем вие не мислите кога веќе ќе дадете нешто што е навистина за мене толку сензитивно, толку е нешто што е длабоко духовно во народот кој што живее, дека зборам за македонскиот народ, сега не зборам за другите етнички. Зар не мислите дека требаше многу подобро кога веќе нешто сме се договориле да се во наводници истргуваме? Ние од тој договор што добивме? Влез во НАТО, не добивме нити влез во ЕУ, нити ништо повеќе. Влезот во НАТО, то тука ќе почнам, апсолутно не смееме да го подценуваме. Не. Влезот во НАТО за една држава како Македонија. А кај го слушавте вие дека ја подценувате? Не, ма велите не добивме ништо освен влез Ништо во НАТО. повеќе. Ама зареме тоа малку. Зареме тоа малку. За името Северна Македонија е малку. Држава како да ми верувате дека е многу малку. Многу е малку. Сакам една друга работа. Да го дадете. Ако ми дозволите. Пошто ќе помине релевантноста на тезата што сакам да ја кажам. Пред самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, во оптек за Македонија беше името Република Македонија, цртичка или во заграда Скопје. Кое што од денешна перспектива е многу посоодветно од Република Северна Македонија. Но тогаш не беше за домицилна употреба, него беше и само беше за само за надворешна. Така, не беше ерга омнес, беше за само меѓународна. за меѓународна употреба. Така што по тие две линии тој предлог тогаш беше многу поповолен, условно кажано, од она што го имаме денес. Тезата моја е дека во тие релации една држава како што е Македонија, која што е мала, која што е во срцето на Балканот, која што стратешки некаква релевантност специјална нема. Сега ние ако зборуваме за меѓународната политика, а притоа мислиме дека тука, нели, сите поаѓаат од многу љубов и сакање, интересите се во прашање. Значи, ако тогаш го прифатавме Република Македонија во заграда Скопје, и ќе имавме различна ситуација. Тезата ми е дека секое одолговлекување. Времето не работи за нас. Сакам да го демантирам, така е и премиерот Мицковски кога вели ќе да му дадеме време на времето, многу често знае да користи таа фраза. А го слушавте ли? Мислам дека ние како држава немаме време за чекање и тоа и сега, затоа што моментумите, прозорците, тука ќе збориме сега. Прозорците за пробив се отвараат во еден даден период, но не стојат за секогаш отворени. Лобирате ли затоа велам ако сме ние, во врска со резолуцијата. Дали лобиравте конкретно, може ми кажете, пошто сакаме ова стварно. Парламент, сме во постојана комуникација со генералниот секретар на партијата на европските социјалисти, под капата на кои што се сите нели социјалдемократски и ветија подршка? Апсолутно мислам дека тоа ќе се случи. Сакате да разговараме околу извештајот и резолуцијата, малку можеме. Па зашто се малку екстензивно, пошто ова ме интересира. Значи АФЕТ, знаете дека во среда сега треба да партијата на европските социјалисти, ќе даде својата подршка за драп верзијата. За сегашната драп верзија. За амандманот. Добро. За амандманот со кој што по не знам кој типат во случајот сега Европскиот парламент, нели ќе го потврди нашиот македонски јазик и идентитет. Не е тоа амандман, тоа е еден цел извештај во кој што колку што можев да видам на 4 места се нотира македонскиот јазик и тоа не е амандман, еден амандман што не се бара вметнување на посебен амандман. Значи ако знаете на извештајот на нашиот известуваш во Европскиот парламент, има и 4 пати спорадично се споменува. Има 313 амандмани поднесени од различни европски парламентари. Но тоа тие амандмани ќе бидат имплементирани во извештајот. Не, тие амандмани ќе треба Европскиот парламент
да ги гласа и тие што ќе бидат изгласани со мнозинство ќе влезат. Па за тоа зборувам, значи треба да влезат, значи нема да останат како Значи амандмани. не сите таман работа. Така е, Во тие 313 амандмани има и бугарски. Не само бугарски. Во тие 313 амандмани има амандмани поднесени од европратеници кои што се представници на крајната десница, која што е присутна во Европскиот парламент, која што направи своја група во последниот состав сега на Европскиот парламент минатата година, се вика Патриоти за Европа. Најголем дел од таму во таа група. Најголем дел од тие пратеници, односно нивни представници, се подносители на амандманите кои што јас ги читам и со еден збор ги нарекувам антимакедонски и антиевропски за Македонија. И тука сакам да искоментирам една работа, односно еве да го прашам вечерва од овде премиерот Мицковски. Слободно повелете. Пошто ние нашиот дел со нашите сестрински партии Ти го завршивте? Ќе го завршиме, тоа ќе се покаже. И тоа ќе биде видливо, така, визибилно. Што направи премиерот Мицковски и ВМРО ДПМН беше пред неколку дена во Будимпешта на собир на СИПЕК, на собир на патриотите на Европа, на овие партии на крајната десница, за да ги разубеди да ги повлечат амандманите кои што се против македонскиот јазик, идентитет, самобитност, така натаму, антимакедонски во основа, од расправата во Европскиот парламент. Сакате ми кажете... Сакам да кажам дека социјалдемократската опција и во Македонија, не ми бегате, сакате ми кажете... во Европскиот парламент, Ама ќе ми избегате сипак. Биле за македонски јазик, за македонски идентитет, македонска култура, секогаш, затоа што тоа е прогресивната идеја. СИПЕК, што беше ивентот минатава недела во Будимпешта, сакате да ми кажете дека беа членки представени на тој собир на патриотски партии, Патриоти за Европа се вика целата група на партии на крајна десница. Сакате да кажете дека имаше и таму представници нивни? Да, апсолутно. На сите овие партии, чии што представници има тука и грчки, и холандски, и бугарски и така натаму, кои што имаат поднесено вакви амандмани, апропо Добро, баш е ќе го слушна, ќе го нотираме денеска можеби и повеќе ова ваше прашање, баш да видиме што ќе каже. И мислам дека таа дебата е многу суштинска и е многу длабока. Ова што го зборувам, не го зборувам површински, паушално. Мора да водиме сметка. Мора владата, видете. Ама гледате сега тргнувате од еден став ваш кој што е малце контрадикторен на сето што го зборувате до сега, односно вас лично се зборувам, за вас не зборувам за СДСМ. Цело време ви ја слушам вашата нарација дека нема што ние да се плашиме оставање вметнувањето на бугарите во уставот, дека друга ми е поентата, не ми е идентитетска оваа теза што сакам. Ама ова се што го зборуваме идентитетско се што го зборуваме. Идентитетско е и е ова антимакедонски што значи? Антиидентитетско. Ама што значи антимакедонски, така? Имено, не, сакам да кажам дека премиерот и ВМРО ДПМН треба да внимаваат на какви собири се појавуваат и каква порака визави граѓаните дома и државата и пораки визави Европската унија, ако сакате, испраќаат со посета на вакви собири. Јас апсолутно Европската партија ИПП е партија на десните партии, а меѓутоа тие по прашања идентитетските и така натаму прагматично и политички имаат коректни ставови. Мислам дека варте ми е малициозен ставот и вие малце неконјуктурен, зашто јас да сум искуски ќе ве прашам. А вие внимававте со кого бевте во власт минатите 7 години во Македонија? Ова вие внимававте со кого се договарате со Бојко Борисов, најголемиот негатор заедно со Каракачанов, кога го правевме договор за добро соседство? Зошто вие не внимававте со кого? Не е тоа исто различно. Зборуваме, ние зборуваме за премисата, а сега јас ви ја споминувам премисата. Не, ве молам. Значи јас ви ја кажувам премисата. Премисата на ова што сега вие разговараме е договорот за добрососедство. Доколку ние немавме договор за добрососедство кој што никој за уши не тегнеше да го подпишеме, значи тоа еден ден некој од СДСМ ќе мора да одговори чуму. Зошто? Затоа што тој договор Сте го виделе вие договорот за добрососедство? Милион пати го имам во мобилен. Милион пати. И сега искрено да разговараме. Ајде. Кој дел од договорот за добрососедство, така како што е напишан? Сакате да ви го читам сега? Не. Само малку. Во духот на добрата волја, на меѓусебната соработка, на меѓусебното разбирање, сите членови во сите области, кој дел од договорот за добрососедство како таков за вас е проблематичен?
Еве, може да разговараме. Јас мислам, знаете како? Не са на Госпоѓа ова Пановска, на мене ми ова е жал што општество, имам дојам дека на- живеете во политичка симулација. Малку ми е испод чест да седам да ви го читам договорот точка по точка, ќе изгориме многу време. Не сакам да ми кажете Еве сега, еве една кој може дел да од речете. договорот за добрососедство. Целиот. Еве сега ќе ви кажам. Целиот е напишан Еве во слушајте духот го. на добрата волја и соработка. Слушајте ме. Може да ме сослушате. Сакате да прочитам нешто? Сакате првиот член, договор. Длабоко убедени во потреба од развојна соработка врз основа на меѓусебно почитување. Може да ми кажете? Кажете ми. Еве вие сте македонка, нели рековте? Да. Значи имате, внимавајте, зборувам вечерија македонка која што има сериозен генетски емотивен материјал, кој што во себе држи нешто што навистина е гордо за Македонија. Зборуваме за северниот дел на денешна Грција, за Егејска Македонија. И се вие кажете ми, какво е ова добрососедство, пријателство или меѓусобно почитување, тоа што ни го прави за мене политичко и општествено силување врз граѓаните на Македонија. Ама за договорот зборуваме. Договорот. Јас велам договорот, истото го зборуваме. Ама Договорот е напишан. Не, чекайте, имаме во еден дух на понатаму заедничка историја. споделена историја. Заедничка. Споделен. Заедничка историја. Та е споделена. Општа сака, па сега знаете како сега. Па имаме на овие простори ние Не велам, имаме не. споделена Не, историја. ама Ние не ту може требаше да ние да седнеме со некого да се кажете ми еве вака интелектуалка сте, академски граѓанин. Зошто моравме ние да прифатиме договор, прв договор од доаѓањето на владата на СДСМ во 2017 кој што беше подпишан за договор за добро соседство. Внимавајте, обдека знаете ли какви работи внатре се предвидени? Може ли сега заедничко чествување? Да ве прашам, ако замислите дека јас и вие имаме роден на ист датум, зар треба јас со вас да подпишам договор дека јас на сила вас ќе ве натерам, јас и вие заедно да ги славиме Ама заедничко? договор не значи на сила. Ако се договараме, значи дека ќе се договориме дека тој наш заеднички ден, роденденот е. Еве роденот, па не сакаме, не сакаме. Ама не, ако сме подпишале договор за добро чекайте, во соседство. чие име подпишавте вие? Во чие име? едно. Може да зборувам во вијата СДСМ и за претходното или не? Ќе ви пречи тој или не? Не, видете сега. Не сакам со оваа вечерашнава дебата Добро. да правиме дополнителна поларизација во македонското општество. Нам не ни требаат тези и аргументи за да се поларизираме дополнително. Јас само се Јас враќам. се залагам, сум се залагала секогаш и сега. Почувате да ме повторно да ме да ме навредувате, ми велите дека јас поларизирам, инициирам поларизација. Не ви се обраќам лично вам, јас со вам. А па кој вечер во вечерашната емисија кој сме јас и вие? Еве ова петка вако мислите дека таа ве поларизира. Нас не гледаат граѓаните и гледачите. Ама јас се не ве обраќам и нив. поларизирам. Не. Значи јас за себе сакам да зборувам и за својот настап. Значи не сакам да придонесеме за дополнителна поларизација. Нам како општество најмалку ни треба поларизација. Како општество, како никош до сега ни треба сплотеност. Нам, да, ама за да ние може да се сплотиме и да се обединиме, треба искрено да седнеме заеднички сите на маса и да видиме за кои работи имаме недоразбирање. За кои работи имаме различни мислења и ставови. И околу кои работи може да се обединиме, да се договориме, да се разбереме, реално да се разбереме меѓу себе, меѓутоа не да го злоупотребуваме тој подиум за да правиме политичка хистерија, односно пропагандна хистерија кон нашите граѓани заради политички поени, туку реално да се разбереме кои се нашите позиции, каде стоиме и не само за овие прашања. И за многу прашања што се важни за нашето секојдневно функционирање. И во делот на образованието, и во делот на здравството, и во делот на социјалната политика, и во делот на економската политика и така натаму ако сакате, да ги договориме стратешките правци. Значи нам ни треба форум на кој што ако треба и со медија. Направивте комисии помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за правда, за образование. Идејата, функционират ли те, кажете ми? Од наша страна апсолутно има и расположение и инпут. Но не ви прашам од ваша се. Па не, видите, ние сме Јавноста сега пропагирате заедништво, ама чекајте. а се викате од наша страна, се ве прашам од заедништво.
Функционира или не функционира? Ако не функционира, кажете Ако ми ми. дозволите, ќе ви објаснам. Ама не, вие мислите. Значи, Ајде ќе пазам. ние сме партија во опозиција и како такви, нели, се договоривме дека во дел од работните групи за оние законски решенија важни за реформската агенда, Добро. сме подготвени да придонесеме Партиципирате. со нашето знаење и капацитет. И таму има една група која што работи во делот на реформите врзани со правосудството, каде што имаше неколку состаноци, имаше неколку предлози, коментари, односно од наша страна издржани и испратени до Министерството за правда, а поврзани со овие закони што се во процедура, да се менуваат. Истото важи и за во делот на енергетиката, каде што работеше заеднички работна група, каде што околу за кој што закон за енергетика се договоривме за над 40 амандмани заеднички. Имаше амандмани кои што ВМРО ги поднесе само околу кои што не се согласивме во парламентот, но да, на некое ниво, таа размена на знаење, на експертиза и така натаму, на разбирање на нештата, Поред многу се ме екстензиват, разбирам. Почнувам да ми станува здодевно што ми зборувате. Дајте ве малце конкретно. Ве разбирам, многу се екстензиван. Ама многу се екстензиван, не суштински ми одговарате на прашањето. Ајде одиме понатаму. Значи Бугарија, рековме за АФЕТ, рековте дека комунициравте со вашите сестрински партии, дека велат дека гарантират со партиите на европските социјалисти, велат дека ќе дадат подршка на амандманот кој што подоцна треба да биде преточен во конечниот извештај од Европскиот парламент. Се надам дека тоа така ќе биде, дека ќе поминат, нели, тие амандмани, дека конечно уште еднашка тие што се за нашите македонски. Зборам за нашите интереси, така ли е? Да. Еве бугарите на пример предложуваат од денеска да почнат, значи од презент тајм да влезат дека ние македонскиот идентитет почнува од денеска. Еве јас и вие седиме, ние сме од денеска македонци, до вчера не знаеме што сме биле, значи тоа е тој договор добрососедство што ви го кажувам претходно, ете ги придобивките. Зошто не го раскинавте? Зошто не го раскинавте како партија, како влада? Тоа да раскинеме. Договор. Ако гледате дека договорот не биде, тој како брак. Ако бракот не води... Ама договорот е одличен, ама не функционира. Ама видете сега... Не може вие така да раскинувате и да склучувате меѓудржавни ова е единствениот договор. Како да ви кажам, многу несериозно од моја страна. Многу несериозно од ваша страна. Вие не сте го прочитале договорот, очигледно. Тоа е единствениот договор, меѓународен, билатерален, во кој што како преодни и завршни обврски стои дека имаат двете страни право да го раскинат еднострано со тоа во секој Не, тоа се подразбира, не тоа се има ли договорот со Грција со Преспа? Има ли нема? Што мислите вие? За да се тој различни. Ама се знаете ли, знаете? Ви само мене ми продавате приказни дека вие сте ги читали, ја не сум ги читал договорите. Вие го знаете ли договорот со Преспа целиот? Како не го знам договорот? Седум за што зборува? Не ги знам јас членовите поединечно. Па видите, јас ги знам. Што па добро, фала, супер. Еве ќе ми помогнете. Сакам да кажам договорите меѓународни вообичаено не стојат во договорите меѓународни. Вообичаено не стојат преодни завршни обврски дека било која страна меѓународен партнер. А зошто е тоа релевантно, дали треба да го раскинеме договорот? Ние во моментот немаме проблем со договорот. Знаете зошто? Затоа што тој договор и тоа што вие како партија цело време инсистирате дека ништо специјално договорот, никаков не е проблем во текот на преговорите, тој договор заедно со годишните извештаи кои што нели стојат се нотирани во преговорачката рамка. Доколку го немало договорот, немаше Европската унија, односно Европската комисија да се повика дека задолжително, ама сега како не. Значи не може да се повикате на нула, затоа што нулата не означува ништо. Ако ми дозволите, ќе ви одговорам. Хајде. Не знам колку го разбирате процесот на европска интеграција, ма пак ќе речете дека јас не суштински дебатирам, ама мора да разговараме сериозно, така како што велат документите и процесите. Не, еве јас ништо не разбирам, гледам вие разбирате, ама на крај не знаете ни дел од договорите. Еве јас ништо не разбирам, во ред. Повелете. Значи во рамки на спогодбата за стабилизација и асоциација. Добро. И во рамки на процесот за стабилизација и асоциација, добрососедските односи. По копенхашките критериуми се вметнати. Добрососедските односи се третираат на ниво на првиот копенхашки критериум, политичкиот критериум. Ние мора со тоа и за нас и за сите други држави што претходно пристапувале кон Европската унија, добрососедските односи се еден клучен фактор по кој што се цени вашиот процес на пристапување. Па за да ние кога со одредена држава имате дилеми
Или мислите дека Немаме има дилеми, госпоѓа Пановска, тие имаат дилеми, зашто Имавме немаат договор проблем за со добро личниот идентитет, со бугарскиот. А се малце ќе ве прашам околу тоа, знаете ли вие дека кога сме се договарале вашата влада СДСМ, ја пак не ми одговоривте, смеам ли да се реферирам на СДСМ како ваша влада, ваша партија или не? Јас сум За заменик- минатото. Не, јас не сум била член на СДСМ. А можам ли да викам, член на СДСМ од сега, од како бев. а смеам ли ќе ви пречи ако се Конгресот реферирам од вашата влада 24? во 2017 ако Не, кажам? апсолутно не ми пречи, само Да, сакам само- да направиме, да. Дистинцијата ја знам, дистинцијата Да, ја знам, да, нема потреба, да. гледачите ја знаат дека Да. сте вие сега нов играч во Да. градот, нели? Во градот на СДСМ. Сабале зборував со ваш, не можам кажам екс-член, тој се уште ваш член, но не е активен, да кажеме, не можам да ви го кажам за кого станува збор, и тој ми го потврди тоа. Првото барање на бугарите кога дошло моментот 2022, нели, и преговарачката рамка и прифаќањето на бугарите во Македонија било да се нотираат во уставот како македонски бугари. Знаете ли која е замката? Ве слушам на последното интервју, мислам на онаа малата телевизија 24 или како се викаше, бевте таму изборувавте дека повеќе со вметнувањето на бугарите паѓаат во вода она историска генеза, историски бугарски наратив. Апсолутно. Така ли? Един народ во две држави. Така. Тоа е само една шарена замка за која што очигледно никој во Македонија Не се согласувам јас. Може ли само да ви кажам мојата теорија? Преговарачката рамка не станува збор за теории. Се сакам да Не зборуваме теорија, ама за ја ви факти. кажам со факти, македонски Со факти. бугари, просто ја гледавте ли го? Не, Гледавте ли значи господинот бугарин кај беше што беше Значи јас зборуваме сега за преговарачката рамка. Македонски бугари, знаете ли што значи? Значи не стои во преговарачката рамка македонски бугари. Не, но стои дека Не стои. договор Во за добро суседство, Не, во преговарачката рамка. протоколите стојат натре. Чекајте малку се. Значи сега упорно сакате да разговараме за документи за процедури. И нема проблем. Ама сега Значи, јас се надам дека ќе ми дозволите да водам емисијата на начинот кој што мислам дека треба да се расчиста да работите. Ама сема вие сте овде домаќин, јас сум господин. Не зависи што сум домаќин. Не може да ги решите проблеми ако не ја најдете изворот и коренот на проблемот. Тоа се обидам да го направиме. Протоколите се практично извештаите, тие што ги Annual видите, review што влегува во годишните извештаи од работата на интердисциплинарната комисија. Ги има ли во преговарачката рамка, само кажете ми? Да, затоа што е практично. Не, дали ги има? Да. Во ред. Ги има, Во ред. ама тоа беше мојата претходна теза. Дека ги имало ли тие, кои што се дефинирани во членот 12 6. од договорот за добрососедство. Аха, во членот 6 од преговарачката рамка, иначе се. Значи, овие годишни извештаи се веќе дефинирани и утврдени во договорот за добрососедство во членот 12. Тоа што се преземени во преговарачката рамка нам само ни дава како Република Македонија можност да во таквите евентуални спорови не бидеме оставени на ветрометина и да ги тераме билатерално со Република Бугарија, туку ја имаме на масата Европската Унија. Веќе тие прашања нема да бидат прашања на наши билатерални несогласувања само, туку ќе бидат дел од целиот европски процес, што јас мислам дека е предност. Па не тоа е така, затоа се дел од преговарачката рамка. Сериозно го мислите дека се ставени внатри тоа нашни е сериозна предност? Да. Затоа што стануваат дел од прашања кои што ќе се тука ќе завршам приказката за Бугарија, мислам дека јас и вие не ги гледаме, очигледно. Ние имаме околу одредени работи, очигледно имаме различни разбирања и не е тоа спорно, само треба да се обидеме на еден начин кој што е разумен, да се обидеме и да видиме како и кој од која перспектива ги гледа работите. Не зборам само меѓу јас и вие. Тоа е една општествена дебата. Само може да ви покажам една фотографија. Заради она потреба потреба дека билатералните и добрососедските односи се клучни во процесот на пристапување, била ли преговарачката рамка совметна овој дел околу извештаите на интердисциплинарната комисија, кои што, by the way, мора, за да се направат како такви, треба да има консензус од сите членови на интердисциплинарната и од бугарската и од македонската страна. Имаше ли консензус во македонската влада од двете влади? Имаше ли усвојување од двете влади, кажете ми? Знаете ли не знаете? Не. Ја ви гарантирам. Значи ќе ви сизнам јавно доколку грешам, а јас ви гарантирам дека ниту еден протокол не бил изгласан на влада, одлука да се потпише ниту Бујар Османи, ниту Никола Димитров.
Вториот, веројатно, остана така да лепне. Меѓутоа, првиот беше по согласно договорот за добрососедство. Ама сега ми тврдите дека биле, сега ми викате Не, вториот, ја ви ви велам велам првиот. Што значи почитување на договорот? Почитување на договорот значи дека овие заклучоци, односно извештаи треба да се носат со консензус во рамки на самата комисија и со консензус, односно двете влади, едната и другата, треба да ги прифатат. Така е, согласно Сума договорот. сумаром, значи вие сте пресретни со договорот со Бугарија за Јас добрососедство, велам така? дека како договор тамо проблеми нема. Има проблеми во тоа кој како го разбира, го чита и како во крајна линија го имплементира. Јас само да ви кажам една работа. Пошто очигледно и тука само сакам да ја завршам приказната со Бугарија како тема конкретно и договорот. Од прошлата емисија кога беше господинот Бугарин кај мене во емисија и реакциите што дојдоа подосна, сватив кој е насоката на менувањето, односно на начинот како бугарите да дојдат, бугарите кога ќе речам, зборам на официјална Софија, бугарскиот политички естаблишмент да дојдат до своите посакувани позиции не само во Македонија, туку на Балканот. Значи, един народ и две држави, таа приказка повеќе не се заинтересирани подолг период, тие играат на еден друг наратив каде што придавката и именката во еден момент ќе станат две именки, а потоа двете именки ќе станат само една именка. Македонски бугари. Тој е начинот кој што тие се обидуваат да се декларират и да се реферират самите себе си. Македонски бугари. Кога ќе ги прашате дали се тоа бугари од Македонија, тој истиот господин беше, не, ние сме бугари од регионот Македонија. Внимавајте, во 2025 година не постои регион Македонија, постои северна, што би кажале вие, Македонија како ентитет и постои Грција и Бугарија. Не постојат ентитети други. И сега, замислите во еден момент што прават географски, класично, географски, да, но не се во правен промет. Во правен промет не се. Значи не можете да се повикате на националност македонски бугари, не постои нешто такво. Или сте македонец или сте бугари. Дополнително тоа го прават тие со децени во Америка отварат, внимавајте, македонско-бугарски цркви, кои што се наменети на бугарите. И вчера читам, Јотова, знаете која е Јотова, она со ладните фризури, заменичката председателка на Радев, организира, отварала некој ивент сонциња за деца од Македонија, Албанија, Косово, Србија, Молдавија, не знам. И ако малце прогуглате повеќе, ќе видите дека дечињата се од македонски бугари. Стравот, не стравот, него начинот на кој што тие размислуваат. Еднаш како ќе влезат во уставот, верувајте ми, на следниот попис тие ќе излобираат максимално во графата да не стоат бугари само, него да стоат македонски бугари. Тоа е нивната идеја. И потоа ќе се појават во Не се согласувам дека тоа возможно. Македонската патриотичка организација, знаете ли како се води? Затоа што вие сами велите во правниот промет таков термин нема. А едно е што се зборува, нели, што се заговара по одредени групи заедници така натаму, а што е во меѓународниот промет. Во меѓународниот промет се согласувам, но ако ви им дозволува, не постои. И ќе се вратам на она што го зборував малку претходно. А тоа е дека ние и затоа и велиме за Македонија единствена шанса, ако сакате, и за обединувањето на сите македонци, и за рамноправност и седење на иста маса со сите други членови во клубот е за окружување на процесот на европска интеграција и полноправно членство на нашата држава во Европската велат од македонците последна анкета викаат не сакаме подобни услови. Само така, ама затоа што не луѓето апсолутно и граѓаните не се. Па зошто тогаш вие мислите дека нивната мислење се 74% затоа што улогата на лидерите и на истаблишментот на оваа држава без разлика дали доаѓаат филозофија на лидерството, така што е улогата на лидерот? Не само ќе ви кажам само да завршам. Лидерите политички во оваа држава и во секоја држава, без разлика дали припаѓаат на власт или припаѓаат на опозицијата, имаат обврска да бидат визионери. Имаат обврска да го креираат и да го демонстрираат јавниот живот, јавното мислење така натаму, на линија на тоа што е визијата. Ако ние имаме визија и сме убедени дека нашата еднина единствено вакви какви што сме, со оваа кохезивност, односно кохезија на нашата мултикултурност. Единствено возможно, јас така мислам, во Европската Унија. А при тоа е единствената потврда дека
за нашите права, и како македонци, и како албанци, така натаму, и како срби, како бушници, ако сакате, ќе се бориме многу порамноправно, кога ќе седиме на истата маса во клубот, воедно и за правата на нашите македонци преку границите кои што живеат во Грција, Бугарија, Албанија и така натаму, или па за албанците што живеат во соседните држави. Значи, ако имаме таква визија, и ако така го гледаме полноправното членство, една од придобивките на полноправното членство, бидејќи не е единствена, ама се тргнавме низ идентитетскиот ракурс, па затоа вака зборувам, мислам дека треба да настапиме визионерски и да граѓаните за тоа ги еманципираме. За тоа што значи протестот, што е тоа што добиваме, што е тоа што ќе се откажуваме. Граѓаните мислат дека се полуписмени, благоретардирани, дека не знаат зашто. Граѓаните воопшто не се ниту полуписмени, ниту благоретардирани, таман работа. А граѓаните беа само изложени на една кампања, една сериозна пропагандна истерија, без многу можност да се отворат форуми низ кои што ќе се дискутираат работите и ќе се обидеме да најдеме компромисни консензус. Значи сега ми кажавте дека треба да се има визија за лидерство. Ја ќе ви кажам, пошто сум професор по филозофија, што сме учеле на факултет. Што е лидер? Лидерот е човекот кој што точно така треба да ги представи своите визии, но истовремено треба да го слушне гласот од својот сопствен народ, дали ги прифаќа тие визии, дали народот гледа бенефит во некој нареден чекор. Гледате, само таа реченица ви фалеше во оваа дефиниција и за жал се дур народот на оваа држава 72%, све молам се го ставете ми ја нешто да кажам. 72%, се ќе ми речете јас се утепав во зборење, вие повеќе зборувате. 72% од оваа држава на последната анкета од пред месец дена вела дека не сакаат дека ги почнат преговорите под овие услови на бугарите. Јас знам дека вие ќе ми кажете формално правно е така, ние не преговараме со бугарите, не преговараме со Европската унија, но перцепцијата кај луѓето, за жал, но знаете, која гради перцепција? Ама перцепцијата, ама тоа е перцепција на народот, вие не можете да му ја перцепцијата ја гради некој. Јавното мислење некој го креира. Грешите, во 21 век не можете вие да наметнете мислење никому, не верувате. Во 21 век со 780.000 евра за кампањи за мерење на рейтинг и со не знам колку милиони претходно во предизборието, вие апсолутно може да го сетирате, јавното мислење. Кампањата на рейтинг е зашто го сетирате јавното мислење? Дали го сетирате за тоа дека овдека се работи за бугарски диктат или го сетирате јавното мислење? Како не? Тоа се повторуваше деноноќно. Нонстоп беше тоа дека ова е само бугарски диктат. Е само премисата во она што не се случува сега. Не, за мене тој не постои како таков. Вие така како што се пропагира. Само бугарите воопшто не барале ништо и бугарите не барале да бидат вметнати, туку тоа му текнало на Макрон и тој не ставил услов за почеток на преговорите, зашто ние не сме почнали преговарачката рамка се преговарала помеѓу сите држави членки и заедно со Знаете ли како се преговарала? Па зошто го се преговарала, него прателе пак Орбан на кафенце? Сакам да ве вратам, Орбан гласал и за таму тоа е само трик медиум. Не може со консензус се носат одлуките, не може да не гласала Унгарија. Чекајте само малку. Унгарија не гласала, треба да си ги погледнете за Украина. Само треба да си ги погледнете дека Украина пишува дека доколку не е присутен, не се брои неговиот глас и Украина не гласала. Зашто не ви го разбирам поривот да ме убедите во нешто што зборувате со човек што чита. Па затоа што јас читам. Видете сега. Јас сум сега. глупав, добро во ред. Не реков, вие велите читате, јас велам и јас читам. Добро. Значи Орбан не станал, гласал за Украина. Јас мислам дека е невозможно да не гласал толку. Значи ја ви кажам дека имате запис, отворите, ако читате, отворете си. Ќе ми го пратите после емисијата, баш ќе го погледнам, па ќе се ќе го најдам, ќе ви го пратам, што тоа го знам наизуст. Ќе до дебатираме. Околу перцепцијата разговарав. Перцепцијата и вистината е најдобро кога ќе одат рака под рака. Па така е. Тоа би било идеално. Така е. Тоа случи во филозофија. Перцепција и вистина е најубаво кога ќе одат рака под рака. Тоа кај нас не се случуваше и затоа се случува тоа што грешите. Сакате да ми го импутирате дека јас го дефинирам како некое непознавање или незнаење на граѓаните, уствари се работи за знаење што граѓаните го стекнаа од огромната, масовната кампања. Сакате да кажете, пак ќе ви кажам, тогаш според тоа што ми кажувате, значи граѓаните
не се благо ретардирани, но граѓаните се недоволно... Ја ве молам тој збор да не го користите кога зборуваме за граѓаните на Република. Во ниедна конотација. Ве молам, не тој збор е проблематичен по повеќе основи. Јас се надам дека сваќате дека ми ги гледате наводниците во ова. Алудирам на она што вие... Ама ве молам. Сега ви велите дека граѓаните се тие кои што се доведени во заблуда. И сега претпоставам дека треба да почнам да верувам дека медиумите се еден од тие апарати кои што успеале да ги донесат нашите граѓани во заблуда, таква тешка заблуда, да тие ничим изазвани почнат да веруваат дека ова бугарски диктат и дека не е добро да влеземе во под бугарски диктат. Значи тие 72% Канал 5 и останатите медиуми успеле да ги изманипулират граѓаните. Еве просто да ви го кажам. Јас сам медиумите не ги става во центарот на вниманието, иако медиумите се инструмента. Пропагандата каква е? Не, пропагандата беше на што? Партиите кои што се Кај се пропагираат? Кај пропагираат? Кај ги артикулираат своите пропагандни ставови? Медиумите се еден од инструментите за кои што се пренесуваат и се дел од Вечера ми се допаѓа што може еднаш, два пати, три пати, на три пати пак се согласуваме на тоа што ви го кажам. Не, сакам да кажам следново, дека медиумите имаат обврска подеднаква како и сите други. Вие имате обврска, вие го слушам вашиот глас денеска, вие ги артикулирате гласите на вашата партија. Така е. Тоа, значи, вие ги артикулирате гласовите на вашата партија, јас сум многу среќен за тоа. И на многу граѓани кои што така размислуваат, не само на партијата. Од тие 72 има 28 кои што викаат поинаку. 28%. И медиумите, ќе одам јас една друга анкета што ја гледав сега скоро. Покажете ме, можете ли? Евробарометар одета, на Евробарометар последниот извештај од ноември 24 година вели дека од ноември 24 до 21 век се ми кажувате, каде ве молам господи Пановска, имате анкета од ноември 24 е пред 6 месеци. А 6 месеци во политичката во овој контекст на тема на придобивките од членството во ЕУ има драстична разлика. Знаете како има разлика од пред 3 недели анкета? Чекајте малку. Сега се служите, сега не разговараме фер. Сега се служите со манипулација. Значи зборуваме за прашање, не може да ми инпут, не знаете за каква анкета зборувам. Не сакам да разговарам за анкета од ноември 2024, се извинувам. Какви да е? На тема придобивките од Европската унија. Значи не е тоа дали денеска рейтингот на Мицковски е ваков. Не зборувам за рейтингот, не зборуваме за насоката и гледањето на овие наши сограѓани, ваши и мои. Да. Кажале пред 3 недели, господја. 74% од нив апсолутно се свесни и се залагаат за придобивките од Океј, ако сме кај манипулација, ајде се да завршиме пошто веќе не, ама за анкети може да бидат нерелевантни и за пред 2 дена за ден. Ај кажете ми го малку овој став вашиот, малку да отидеме на други теми да биде малку поинтересно. Веќе 58 минути сме. Па при крај сме, доволно. Не, можеме и 70 да фатим. Само сакам да го чуем ова, пошто многу ми беше интересно на едно интервју, мислам дека беше кај на 306 кај Васко Попетрески. Само да го слушам овој и ме интересира ваше гледање на работите. Апсолутно сметаме дека во овој момент, во овој деликатен момент за целиот свет, не е воопшто паметно да се зазема ни една страна. Напротив, ние мора да работиме на тоа да Соединетите Американски држави и Европската Унија колку може поскоро да ги повторно да ги усогласат или да додржат. Ова го знаете, така? И уште едно видео тоа, само па заедно да ги скоментираме да не губиме време. Слушнете го и ова. Да речеме. Го слушам лидерот Филипче како отфрла секаква можност за соработка со ДУИ. Од друга страна, ВМРО ДПМН и сви сме слушали прича Се извинувам. Ивлен промовираат отворено соработка за локалните избори, тоа нели ви ги намалува шансите? Не мислам дека лидерот Филипче целосно ги отфрла и децидно и мислам дека тоа сосема погрешно. Сега кажете ми вие, тоа сака да кажем. Ајде малку околу СДСМ да се вратиме. Првото што ви го пуштив парчето, ова интервју, ако не се лажам, дента вечерва кога се огласеше во Обединените нации за резолуцијата на Обединените нации, односно за различни резолуции на Обединените нации, поврзана со Украина и со наративот како ќе се нарече нели Русија, дали агресор или не агресор, да него се враќаме назад. Знаете зашто зборуваме, не ве манипулирам овој пат, ви пуштив да не манипулирам.
видео и вие велите дека ние би требало да бидеме неопределени. Сега, вашата партија, наредниот ден после неопределениот статус или воздржаниот став на Македонија за резолуцијата на ЕУ таа вечер беше воздржана. Ова не е став за резолуцијата. Ова е што го зборувам не е во контекст на резолуцијата. Токму за тоа е. Не. Тоа сакате да го пуштам целото интервју. Вие знаете ли зашто? Овој мој став е како треба Македонија да се постави во ситуација кога имаме новинарот споменува во предвечерието на сега вака, добро. Не беше во контекст на резолуција. Сега кога не ви се допаѓа, се ви го мину. Сега треба да пуштам целото интервју. Го има на YouTube, ќе го видат гледачите, не е спорно. А за Венко Филипче да ја прават? Не, не ми да одговорам или не? Кажете слободно. Па нема што да одговорите, мислам. Океј, кажете. Не, мојата поента е дека нашиот став беше дека ние требаше да си ги поддржиме двете резолуција, не од двете да гласаме воздржано, а ова тука што го зборуваме дека на почеток рековте дека треба да бидеме воздржани, неопределени. Не за резолуцијата. Тука зборувам како велам дека ние треба многу да внимаваме како ќе го хендламе тие два наши паралелни стратешки. Седите на интервју што вечерта се случуваше гласањето во Њујорк. Значи ова е снимано за бајлето во 9:30. Ама вие знаете дека вечер има гласање сега. Кого вие се убедувате? Не беше на тема резолуциите, тоа сакам да ви кажам. И ве може да го изгледате целото интервју и ќе видите. А инаку не сум изгледал. Не, на граѓаните вела може да го изгледа. Околу Венко Филипче се и тоа ли сакате да ми кажете, пошто дека велите дека одлуката на Венко Филипче за отфрлање на ДУИ како евентуален партнер на следните локални избори е грешка, мислам. Не, јас кажав е погрешно интерпретирано, не знам дали потоа викате дека тоа е грешка. Сакате да го пуштам пак? Сакате? Дека погрешно интерпретирано и да би било грешка да е така, ама не така е. Таа не е одлука на Венко Филипче. Одлуката на Венко Филипче за локалните избори, одлуката на нема да ми поминете вака. Се кажете ми, значи не да докажам, одлуката на председателот и на раководството. И новинарот ви кажа дека Венко кажа дека не сака повеќе да има соработка со ДУИ, тоа е став на господинот Филипче. И се велите дека тоа е погрешно ако е така. Погрешно интерпретирано. Не, после велите, а ако е стварно така, тогаш е погрешно. Да, затоа што знам кој е ставот. Ние ставовите ги градиме за значи човекот не знае. Значи вас ви кажува господин Филипче една работа, а излегува на пресконференција кажува други гостувања по медиуми, така? Значи ние сме комплетно свесни за проблемите и несогласувањата на политичка и вредносна основа кои што коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ ги донесе во минатото и апсолутно на такви принципи, на такви основи, не мислиме дека ќе коалицираме. Кога се во прашање локалните избори, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека за секоја една општина ќе прави коалиции со политичките актери присутни во конкретната општина, согласно пред се нашите програмски вредностни определби по одредени прашања и второ, согласно тоа што потребите на граѓаните во таа општина ќе го бараат, така што ќе може да имаме еден максимален добар резултат на изборите. Тоа е нашиот став. Согласно тоа, тоа е став на раководството на господинот Венко Филипче не вели така. Не исклучува ниту. Значи тоа ви го кажа и новинар, пуштате си ги за двете точки интервјуто, очигледно не знаете што се кажале или за не се согласувам, не се согласувам дека јас не знам што кажал лидерот на СДСМ. Апсолутно не се согласувам. Па не знам како поинаку да го сватам. Или пак сакам друго да ве прашам, дали имате различни ставови? Не се трудите да ме разберете што се обидувам да објаснам. Значи јас кажав дека ДУИ комплетно сме свесни која штета ја направи на Социјалдемократскиот сојуз. Да, и за тоа апсолутно вредносно и на ниво на тие политики не сме подготвени, зборувам генерално сработено, меѓутоа кога се во прашање локалните избори, зависно од потребите и зависно од програмите за конкретните општини, Социјалдемократскиот сојуз ќе прави коалиции со политички актери согласно потребите на граѓаните, така што ние ќе имаме максимален резултат, најдобар резултат на крајот. И да се уште еднаш да повторам, господинот Венко Филипче токму за наредните локални избори рече дека ја отворила секаква соработка со ДУИ. Значи, претпоставам дека вие имате не знам, можеби имате два табора во СДСМ кои што едни од водите вие па имате една нова теорија како би требало да се. Јас ова е принципиелно што ви го кажам, ние се А не е тоа, ова не е став на СДСМ. Не. Или принципиелно вие го зборувате? Ставот на СДСМ е принципиелен.
Ставот на СДСМ во моментов ние се уште не сме утврдиле прецизно. А Венко Филипче кажал или не кажал дека нема да оди? Зашто викате? Во интервјуто вие велите ако кажал не е тоа точно и не е добро. Не е во ред. Видете, тоа Го пуштаме уште беше еднашка. пред 3 месеци. Точно пред 3 месеци беше, Тоа точно. што кажува Венко Филипче, како Окачи локална мачко реп, партија, значи тоа што скажал не, негова тоа е негова став- работа. Не е тоа негова работа, тоа е став на раководството на партијата, еве молам да бидеме малку посериозни. Не. Ама јас ве молам, јас барам од вас одговор И како нема може да тука ми тврди- разлики. И нема тука разлики. Добро. Океј, ако тоа нема тука разлики, кажете ми уште нешто околу локалните избори. ВМРО ДПМ излезе со 9, ако не се лажам, веќе прелози за кандидати за градоначалнички позиции за наредните избори. Вие, ако не се лажам, со 3 ги потврдивте Центар, Крушево и Крива Паланка. Така. Што правиме за Скопје, што правиме со другите општини? Па наскоро ќе излеземе со имињата за сите општини, вклучително и за градот Скопје. Пошто ми е малку чудно, веќе гледам дека одите по терен, веќе сте активни. Вчера баш ве видов, бевте Струмица, каде бевте Струмица? Во саботата бевме во Струмица, во Да. петокот бевме во Крива Паланка. Така дека бевте на неколку места и со младите. Да, со со младите живоачи, бевме со во младите Струмица. во Струмица, да, Да. таму гледав. Но малку ми е чудно кога веќе настапувате а да немате барем нели онаква првична Ние- круцијална листа на оние најглавните општини на кои што би таргетирале. Скопје имате ли некој? Се спомнува едно име од нели од академскиот свет, од областа на градежништвото. Може да го потврдите или не? Ралев мислам дека се како спомнат. Ние разговараме и сме во разговори и во проценки со повеќе кандидати, меѓу кои да и господинот Ралев, и согласно сондажите и согласно анкетите ќе донесеме одлука наскоро за Кога Скопје би ги како очи- и за сите. Кога би ги општини. добили? А јас мислам дека за максимум 2 недели од сега, 2 до 3 недели од сега ќе ги имаме имињата за кои ќе бидат сите наши кандидати за градоначалници во сите општини. Околу Кочани и оној фамозен закон кој што го понудивте и го доставивте до собранието и неизгласувањето од страна на власта, се уште стоите дека тоа вистинско решение за да се намали болката прво на оние семејства кои што нели ги изгубија своите најмили, мислите дека парите им се најпотребни на тоа луѓе, нели мислите дека Нашето законско решение, кое што јас сум фрапирана како ВМРО ДПМН не го поддржа, предвидува и финансиски пакети за Добро. семејствата на страданите и повредените и институционална поддршка. да наречеме на сите медицинска нив. и медицинска да наречеме така. Институционална поддршка, да, во секој аспект и за Во читав предлогот само да така ја што, скратам приказната. На примерот со Кочани, ВМРО ДПМН покажа сериозна неодговорност, сериозна нечовечност, сериозна неемпатичност и пред се сериозно неспроведување на правдата. И тоа родителите на загинатите деца и семејствата на настраданите го гледаат и го демонстрираат. И мислам А вие сте дека властена вака да зборувате во нивно име? Да, во властија? Вака дека они го гледаат и го не, јас демонстрираат? следам што зборуваат родителите. Не мислам да не во властија, во некој рак. Јас верувам дека имам право да Не, не го коментирам феномени и случувања, не ми треба овластување. Ја не сум слушнал дека некој од родителите на починатите деца Имаат дека проблем со нереализација на со неправда. Имаат проблем со тоа што се случува неправда. Не, да бидам искрен, имаат проблем со тоа што Не кога го одат ставате во да кажам. болниците на Ама тоа нема врска со правдата. се случуваат не со они имаат па видете што се случуваше во саботата. Како изгледа тоа за еден обичен граѓанин? така е. Кога некој кој што го изгубил најмилото и протестира барајќи ја правдата и барајќи си ги прават, Така е. оди да протестира пред овера Коча. Кочани и вие го блокирате пристапот со полициски возила. И Па дали ги слушавте мајките што слушав, тоа е за мене ужасно. Па на тоа реферирам. Тоа е друго. Но зборувам ја сега за законот, ја не ве прашав за Не, јас ви кажав апропо законот покажа неодговорност и нечовечност. етичкиот и момент а е по во однос на право и истрагата претпоставам покажа дека демонстрирање на правда, односно етичките неправда. моменти сигурен сум дека не само оние кои што изгубиле, кои што се во ужасна состојба, пошто ова што им се случи не де Боже некому да му се случи друг во животот,
дека знаат и гледаат што се случи, нема потреба ниту вие, ниту јас да ги Не, вие ме да гледаме прашавте, со него ме да интересираше што за коментирам. законот, зошто не притискате повеќе на место законот, зашто знаете како малци ми е со закон да означи, како да ги означуваме луѓето дека тоа се тие луѓе на кои што еве државата, ние ќе им дадеме пари и одредено што велите вие институционална поддршка, јас тоа велам медицинска поддршка. Кучани, ако го гледате во Само да завршам, филозофска може да кажам? и во општествена смисла, Кучани не, јас велам секојдневна случка. Кучани е една хумана катастрофа во целиот исток. 62 деца од еден Ама крај. Кучани е рецидив на мизеријата на ова генерации. општество. Не, сега зборувам за последиците на тоа што се случи. Добро. И вие, ако не мислите дека треба Кучани, семејствата пред се на загинатите и повредените, и генерално целиот град и целиот регион, да го третирате со специјален фокус, ви недостасува сериозен, како да кажам, не само одговорност, сериозен разум. Ова Не ме разбирате вие мене. се граничи Зошто- со разумно расудување. И во тој контекст ме прашувате зошто закон. Не, Затоа зошто што е специјална терминот закон, ситуација. зошто не ја притиснате власта, имате сепак каква таква моќ, имате 18 Па ние пратеници. сакавме да бидеме проактивни, да дадеме. Ако не, ама дајте со конкретна помош одвоени, и онака мислам околу 5 милиони евра се во прашање во 5 милиони евра се во законот, така нека владата алоцира средства, нека ги стави, но за мене ми е малце чудно и малце да не речам нечовечно во целата оваа нечовечност што им се случува на тие луѓе да им правиме специјален закон, зашто знаете како тој закон ќе остане. Тие луѓе што се преживеани, кои што се нели повредени, здраве ќе се продолжат и понатаму со животот, ќе имат фамилии, ќе остане дека некој нив ми ставил рака белег дека за нив донел закон. Зошто не ги притиснете заедно општеството, односно владата преку како извршна власт на ова општество да Па така мислевме дека со закон, дека они кога ќе се законот дефинира мерки и инструменти. Никој не ја спречува владата да тие мерки и инструменти дефинирани Па, што нека се ти ги- финансискиот нормално. пакет да ги Како преземе форма зборувам и да јас, ги имплементира. како форма ве прашувам. Не се противиме на тоа. Да еве нека ги земе владата, нека не вика дека се закон, нека ги преземе сите овие мерки во своите програми по ресорните министерства, нека алоцира соодветни финансиски средства и нека ги спроведува, така како што дефинира законот. Сметавме дека законот е еден, како да кажам, инструмент правен, кој што е прилично пристоен. Па имаше за ли да закон може за да ги ласкарци? дефинираме Имаше ли нашите- закон за Па, модуларната? овој меѓу Имаше ли другото- закон за... овој Ама не ме меѓу- оставате да овој прашам, меѓу господи другото Панов. може Вие да сте ги од опфати ретките и каде што не жртвите можам од- ја да дојдам до наред да зборувам. Се извинувам. Мислам секој веќе Како, како домаќин, да не неверојатно, не можам да фатам воздух ева за да можам да влезам со некој Еве сега, прашање. поверете. Јас нешто не се сеќам дека имаше закон за ласкарци, за дурмотур, за Беса Транс, за модуларната. Знаеш, се обидам да ја видам сега вашето душе грижништво сегашно кое што го имате, кое што се и верувам дека е добронамерно, не е само класично душе грижништво. Може ли сам да завршам? Ма не сакам да импутирате. Ама ви велувам дека верувам дека е добронамерно. Човечки е. Не е човечки е, тоа се реални Добро, потреби значи на ја не тие сум луѓе човек, таму. се Ма нема, тоа се реални потреби на тие луѓе таму. Ама мислите ли дека тие луѓе таму во Тетово, тие таму луѓе во Ласкарци немали потреба? Вие бевте тогаш од позиција на позиција. Зошто тогаш ово како власт не го направивте? Чисто за, знаете како, да бидете запаметени како номенклатура политичка, која што е емпатска, која што е човечна. Еве овие другиве Валканиве ВМРО-вци нели не се човечни, не се емпатски, ништо не ги интересира, ништо не поддржуваат. Еве ви се придружувам на ова што го Вие велите. мене за Кучани ме прашавте, а ви одговарам за Ама- Кучани зошто Ама има смеам ли да потреба. направам паралел И или морам да ги поставам секогаш- прашањето што вам ви одговарат, за да тие ги одговарате? Многу често, да, кога нема да не ви е соодветен одговорот, а како беше тогаш, јас согласувам, ова беше во дел на Малку- дебатата и полемиката што Малку имаме. инфантилно ова се што ми го кажувате, се извинувам на терминот. Мене не ми одговарал, па јас логично е прашањето. Во Затоа делот- велам, се согласувам со вас дека Овој мора да постои закон- механизам. овој Но закон мислам дека не е апсолутно соодветно како закон. Не ги абстрахира од користење на тие услуги и настраданите. Како во не ги претходни абстрахира? трагедии Како се вика кои што- законот? Кои што Како се вика законот? Инструментите кои што се понудени во овој закон апсолутно му треба и Како може се да вика бидат законот, ставени кажете на ми, господи располагање. Пановска?
Законот за настраданите во трагедијата во дискотеката во Кучани. Па како ќе ги третира луѓето од ласкраци и од Механизмите кои што се предвидени и мерките апсолутно може да бидат ставени на располагање и на сите настрадани во претходните трагедии. И тоа стои. Мислам, тоа е така. Добро. И уште една работа што ме интересира, околу исто пак поврзано со Кучани, околу нели правдата дека нема правда, нема мир. Рековте дека правите еден серијал, мислам дека денешен и ви е трет серијал на заштитени лица, така вие носат имиња на серијалите на пресконференција, нема држите. Еве ако сакате да отворам да бидам президент, сакате? Да, пресконференциите поврзани со селективната, односно неправедната истрага. Неправедната истрага, така. Еве да бидам нели конкретен и коректен. Еве го. Зошто власта не се 150, колку имате пресконференции секој ќе си правите. Браво. Така и треба. СДСМ пресконференција, пак и ова, фондот бил пред колапс. Ке правите за пензискиот фонд. Навистина пред колапс, така? Тоа беше најава на директорот на фондот за здравствено осигурување. Добро. Дека не можеме. Трет дел од вистината за Кочани. Кој друг е заштитен и недопирлив? Се напишал недопирлив за правдата, добро, недопирлив за правдата. Се кажете ми, гледам дека велите, дури ако не се лажам и во тој пакет го ставате и решението за отфрлање на анонимната кривична пријава против Бојан од АНБ, Агенцијата за национална безбедност. Тука го ставате, односно некако ставате во корелација дека Љупчо Коцевски и целиот негов тим од јавното обвинителство и државниот јавен обвинител и со Скопското јавно обвинителство се во функции во улога на ВМРО ДПМН. Тоа убаво ве разбираме ние јавност тоа што го зборувате или грешиме нешто? Апсолутно е многу индикативен начинот на кој што јавниот обвинител Коцевски ја води истрагата за Кучани. Тој Коцевски што е поставен во ваше време, така да тоа зборуваме. Мислам во ваше време се извинувам на терминот, вие тогаш не бевте во СДСМ во времето на владата. Тој Коцевски кој што исто пред неколку месеци владата на ВМРО допомена на што ние се спротивставивме, повлече иницијатива за разрешување која што се косеше со законските прописи за начинот за отповикување на јавниот обвинител и истиот тој Коцевски цениме дека истрагата така како што ја затвори за Кучани е комплетно неправедна, бидејќи таму нема ниту еден од актуелните функционери за кои што сите овие денови излегуваме со докази дека биле на должност, дека биле на лице место, биле со конкретно дадени задачи, а согласно кои апсолутно не постапувале и прашање е дали ако кога би постапувале трагедијата немаше да се случи, значи биле директно одговорни задолжени на лице место вечерта кога се случила трагедијата. И сега да ве прашам, нели следствено мислиме дека тоа е неправедно и е многу индикативно. Само логично прашање. Паралелно на тоа се случува за случајот со Бојан Христовски се води да свртам на Коцевски, може само на Коцевски, многу е интересно прашањето. Ако веќе констатирате дека обвинителството, а тоа е телото кој што гони, нели, по службена должност, ако не си ја завршува работата и дека е во некаква релација и комуникација за да ги штити структурите на ВМРО, зошто сега вие не побарате разрешување на Коцевски? Нели малку логично мове прашање? Затоа што постапката за разрешување на јавниот обвинител предвидува начини и чекори согласно кои. Па на Збрлевски во 2017 кога го разрешивте, ги гледавте тие чекори? Да, имаше докази. Нема, и сега имате вие докази, правите пресконференции. Па еве, нели, ако веќе имате, зошто не го разрешите вашиот Коцевски? Што не го разрешите? Ќе видиме. Хајде ве, ја ве охрабруваме вака. Ја би сакал баш да го видам тој процес. Баш би било интересно. Да треба да ги процениме фактите. А за Бојан Христовски исто така тврдите дека човекот, ако сума сумарум, од сите ваши пресуди за белешки, значи човекот, колку што сваќам, директорот на АНБ, не знае англиски и дека лаже дека има TOEFL сертификат, просто кажано, така? Дали знае англиски, не знам да ви одговорам, на дека TOEFL сертификатот немаме доказ дека е валиден. Немаме, зошто? Затоа што обвинителството низ истрагата апсолутно не има побарано доказ од тренинг центарот, англискиот, што е акредитиран, од ЕТС за спроведување на тестирањето,
туку се базира на некакви наоди. А што не побарате ви, од имате ова право? Студио. Ама ние не сме истражен орган. Ама ве побарете, зошто не? Социјалдемократскиот сојуз не е истражен Па орган. како не се Ние ве- велиме а како дека не се- треба да даваме доверба А зар не треба, а не да работат со Ама својот чекате, интегритет. вие сте заедно со медиумите watchdog, вие треба да е коректор на власта. Настрана од тоа што ние може да побараме, не е тоа поентата. Јас сакам да ви кажам. Дека Сакам Ојо да не ви си ја кажам- брка работата. Да, тоа ми е Па моја- понесете тоа му ми е- интерпелација на Тоа ми е Коцевски. поентата. Што не му поднесете? Еве добра идеја за размислување. Супер. Инспиративно. Има ли нешто уште што заборавивте да кажете? Мислам дека се изнакажавте вечера. Таков вокален став имавте вечерва, тоа беше фантастично. Ме осетивте секој час. Благодарам за поканата и се надевам дека Беше интересно? да, апсолутно беше интересно. Да, беше динамично, тоа Мислам дека сигурно, беше така? Супер, да ќе кажат гледачите. Па ќе каже гледачите така, ќе каже јавноста, нели, во крај Да. на линија. Да. На крај на денот вие работите и за јавноста, се борите за јавност и за гласачите. Тие се, да, најважни меѓу другите. Така е. Ви посакувам успех на локалните избори и дај ве молам што благодарам. побрзо да ги обзнаните имињата, барем оние покруцијалните, поважните, за да имаме што да кого да викаме по емисија. нели? Секако. Да не Секако. биде само вас да ве викаме се вака, па после да слушам дека сум манипулатор во тек на емисијата. Ви благодарам за гостувањето, ми Ви беше благодарам мило, за се поканата. гледаме некој друго, некоја друга прилика. Ова беше Фани Карамфилова Пановска, наредната недела се гледаме со професорот Љубомир Фрчковски на исто место, во исто време, 20 часот Канал 5 телевизија. Пријатно.